целосно расчистени двете кражби на предмети и возилото во собственост на Љубе Бошковски. Портпаролот на МВР Иво Котевски информираше дека првиот случај кога беше објавено дека од семејната куќа на Бошковски се украдени неколку пиштоли од сефот, истите неколку недели подоцна беа пронајдени од страна на неговата сопруга во друга просторија во куќата. Исто така како целосно невистините и тенденциозни се покажа и тврдењата на партијата Обединети за Македонија во однос на вториот случај кога беше украден автомобилот на лидерот на партијата, тврдењата во кои што истите ја обвинуваа власта за притисоци, бидејќи по целосно документирање на случајот Министерството за и извршените анализи, Министерството за внатрешни работи утврди дека кражбата во домот на лидерот на Обединети за Македонија била извршена од 17 годишно лице од Скопје, кое што и претходно е добро познато на полицијата. Станува збор за 17 годишниот МТ, кој засега се уште се наоѓа во бегство и е познат на полицијата за претходно сторени повеќе кривични дела, меѓу кои тешки кражби, одземање на моторно возило и разбојништво за што бил осудуван. Имено осомничениот пред околу 1 месец со употреба на погоден алат насилно влегол во подрумската врата во куќата на Бошковски, каде преку внатрешни скали влегол во куќата и по извршеното пребарување според пријавата на сопругата одзел 4 до 5 рачни часовници, метален сеф во кој имало разен златен накит, како и накит од Сваровски. Малолетникот го пронашол и клучот од ланчијата на Бошковски, пошто го одзел возилото кое полицијата 2 дена подоцна го пронеде во скопската населба Кисела вода, а по извршениот увид и го врати на сопругата. Осомничениот, како што соопштуваат од МВР, издржува 5 годишна казна затвор во воспитно-поправниот дом Тетово, сместено во отвореното оделение во Велес, од каде побегнал на 7 јуни годинава и по него е распишана потерница. По негово пронаоѓање, против малолетникот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава за тешка кражба на куќа и одземање на моторно возило.